2022 година таму имало 770.000 нашинци. Највеќето престојувале во егејскиот дел од Македонија околу Солун и Халкидики. Јавниот борч на републикава веќе ја надминал онаа горна граница од 60% од бруто домашниот производ со над 8 милиарди, што е веќе загајлувачки борч. Само за 3 месеци внатрешниот долг во државава бил зголемен за над 80 милиони евра. А тамо во Мелбурн години минуваат, но познатата организација АКАМ е постојано со вас. Преку неја испраќате пакети за своите најблиски, за своите најдраги во стариот крај и така ги помагате во тешки времиња. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија само преку АКАМ најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Председателот на АКАМ Илија Јошевски Мечето неуморно работи и со многуте проекти и активности го афирмира угледот на организацијата и таму во Мелбурн и овде во Република Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за вашите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418 396 256. Уште 3 информации. 52-те мајски оперски вечери, кои секогаш се масовно посетени, ќе бидат отворени вечерва со премиерата на операта Трубадур од Джузепе Верди. На 11 мај на репризата на Трубадур ќе настапа странски солисти, меѓу кои е и Криста де Силва од Канада. Мајските вечери по традиција завршуваат на 31 мај со спектакл на операта Аида. Најмалиот етнолошки музеј во светот се наоѓа во тетовското село Джепчиште, а го основал пред 30 и кусур години и постојано го збогатува Симеон Златев. Музејот е сместен само во 16 метри квадратни, а има над 2000 експонати. Наши носи, наки, црковни, археолошки и други предмети, реквизити за кафе, тутуни и што не. Најтешки експонати се камената мелница и бакарната софра, а има керамички предмети стари 7000 години. Овој мини етнолошки музеј е постојано посетуван од многу домашни и странски гости, а биле снимени и филмски сцени и телевизиски прилози од светот. Прилепчанката Жаклина Андоновска е единствената дама во републикава која вози автобус на меѓуградски линии. Многу патници задоволно коментираат дека им е чест жена да ги вози во автобусот, ама има и такви кои кога ќе видат дека на шоферското место седи таму, биле скептични, па дури и со непријатни коментари. Ама по патувањето и се извинувале на Жаклина за неправедната реакција. Таа вели дека долги години било желба автобус да вози и па ги има положено сите категории. И нуделе работа надвор од Македонија, ама не прифатила, туку си останува во својата земја. Има желба и камион да вози, вели прилепчанката Жаклина Андоновска. Еве тоа беше блокот информации за денешно војавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, уважен колега уредниче, докторица Најдовски Перин, ви посакувам од срце да имате добро здравје, добра мисла, да бидете среќни, најсреќни, каде и да сте, со кого и да сте. Филенка Танаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести од Република Македонија. Ние одиме понатаму пред да започнеме со емитување на говорите на победниците и на поразените. Најнапред да ја пуштиме песната од Пепи Вавтировски, Заветна, со која песна Пепи Вавтировски, оваа песна веќе станува како да е химна на македонскиот народ.
Señor Makedonska, Krishna y otra vez. Señor Makedonska, Może chcesz to samotny si bezsmrtná, siła Boha, daj što môžeš samotny si bezsmrtná, siła Boha, daj što môžeš Señor Makedonska, Krishna ništo dan i ja vekovi zajedno Señor Makedonska, taka je pisano, ništo da ne ja Пепи Бафтировски, почитувани слушатели, со оваа прекрасна песна, ние одиме понатаму со нашата радиопрограма, сега и преку нашиот Facebook, социјалните мрежи, еве да покажеме дека да ги кажеме и резултатите од изборите. Најнапред председателските избори, како што гледате, Стево Пендаровски освои 29,25%, односно 251.446 гласови, додека професорката Гордана Сигановска-Давкова освои 65,14%, 559.892 гласови. Голема и широка победа на професорката Силјановска, што навистина ветува, односно говори за ставот на македонскиот народ, за она што го претрпе понижување во изминатите 7-8 години од владата на СДС и Зоран Заев, па потоа Димитар Ковачевски, кои несомнено направија катастрофална штета на Македонија како држава и на македонскиот народ како народ, поништувајќи го идентитетот на македонскиот народ, името на државата, историското име на државата, историското име на македонскиот народ,
Со што ќе забележите во текот на говорите, многу малку се користи македонски народ или воопшто не се користи македонски народ или македонска нација. Тоа како да има предчувства или предскажување дека нормално, односно постои некаква или некаков страв, постои кај нашите македонци политичари да го кажат тоа, од кои причини не знам, но јас тоа го забележав и затоа и го информирам. И од тука јас ќе ја упатам и мојата порака до политичарите во Република Македонија, воопшто да не се срамат да кажат дека македонскиот народ зборуваше или македонската нација зборуваше додека политичкиот молк траеше во Република Македонија последните 2 дена, тоа беше завчера и вчера. Донесе огромна победа, со што се стекнаја, треба да се вратам малку назад, со што навистина ВМРО ДПМН се стекна со една голема предност во однос на опозицијските партии. Еве да го кажам и бројот. Коалицијата Твоја Македонија ВМРО ДПМН има 58 мандати. Овие се најновите информации од Државната изборна комисија. Потоа на второ место е Европскиот фронт, односно ДУИ со коалицијата, освои 19 мандати. Многу зачудува фактот дека освоија 19 мандати. Коалицијата за европска иднина или СДС само 18, но меѓутоа сметам дека само 8 требаше да освои, па да беше состојбата како што треба во Република Македонија. Овој пат ќе биде потешко, ќе биде тешко затоа што се нема двотретинско мнозинство. На четврто место е коалицијата на албанците Влен со Изет Меджити, Касами и другите, тие освоија 13 мандати, и политичките партии од Македонскиот блок, политичката партија Левица 6 мандати и движењето Знам освои за наша Македонија, освоија 6 мандати. Не се многу почитувани слушатели, може да се прави може да се направи влада од 61-62, дали тоа ќе биде Знам со Максим Димитриевски или пак со Апасиев, кој го слушав неговиот говор, беше можне арогантен и дрзок, но тоа е во стилот на Апасиев. Додека времето одминува, ајде да ја слушниме професорката Силјановска, која е прва жена претседател на Република Македонија, но уште 2 зборови сакам да кажам околу двотретинското мнозинство. ВМРО ДПМН спрема најновите извештаи на Државната изборна комисија има 52 пратеника. 6 Левица и Знам за наша Македонија, тоа се 12, односно 70. Од друга страна, другите пратенички места припаѓаат на опозицијата на албанците, предводена од Касами, Изет Меджити, Африн Гаши и Таравари, кои знаеме дека на прво место им е за влез во влада или формирање на влада да се отвори Уставот на Република Македонија. Меѓутоа, дали тоа Мицковски и владата што ќе ја формира ќе дозволат да се отвори, тоа останува да видиме, но сепак јас од некои извори што доаѓаат кај мене после 6-7 месеци откако ќе падне прашината и откако ќе се извршат силни притисоци од калето од Соединетите Американски држави
па и Европската Унија и така натаму, и соседните држави, ќе се врши силен притисок за отворање на уставот и внесување на бугарите како народ во преамбулата. Наспроти тоа, знам за наша Македонија бара македонски црвени линии да се потпишат за формирање на влада. Меѓутоа ВМРО-ДПМН со 58 пратеника може со било кој да направи влада и да работи во собранието на Република Македонија со тоа мнозинство. Ајде да ја слушниме новата председателка Гордана Силјановска, прва жена во Република Македонија која застана на чело на председателскиот трон. Нарките и новинарите, веројатно чувте деновивеш неколку пати повтори дека во овој интеррегнум сушност се соочуваме со звездени мигови на македонското новинарство. А и со чекори во судството. Причината, кога си заминува некоја власт, а се уште не дошла новата, има простор за слободи. И јас тоа не можам да не кажам дека го почувствував и во дебатите, и во подготвеноста на новинарите, и во рамноправниот однос, и во провокативните прашања. Тоа е сериозно гледало. Тоа е првото. Мојата најголема честитка, се разбира, е до граѓаните. Искрено си се прашувам неколку сати со што ја заслужив оваа чест. Јас знам дека се подготвував, знам дека се посветив на кампањата, знам дека го зборував она што го мислам, а не она што треба некој да го чуе или што треба да го кажам, но наградата е непроценлива за мене. Непроценлива. Тоа значи огромна одговорност. Зошто огромна одговорност? Зашто се согласувам со Јунг кога вели дека вие не сте тоа што кажувате дека ќе бидете, туку она што го правите. Зошто најголеми честитки за граѓаните? Покажа граѓански имунитет, граѓанска отпорност на притисоците. Оти да повикувате на бойкот е партиски и политички притисок. Да одите да видите списоци е исто така политички и партиски притисок. Значи се одважија македонските граѓани, без оглед на етничката, верската, социјалната и било каква положба, да излезат стамено, достоинствено, стоички и да го дадат гласот на оној на кој што сакат. Мене не ми се случило во текот на кампањата да ги убедувам дека сум најдобриот избор за нив, дека сум неповторлива, дека сум најумна. Не. Секогаш оставав изборот да го направат тие. И мислам дека вистински избор направија. Има ли поголема промена од таа, за прв пат во оваа државичка држава, жена да стане председател? Има ли поголема инспирација за умните жени? Нема. И јас мислам дека со мене, држете ме до збор, кога ќе се обкружам со жени слични на мене, жени по моделот на Вацлав Кавел, субверзивни, своји, стамени, кои умеат да изразат став на свој начин, на подаков начин од машкиот, да го бранат. Тоа е некако голем исчекор. И тоа е за мене реформски чекор. Реформски чекор е исто така што многу партии, меѓу кои ново појавени, навистина
политички настапија. Кога велам политички, мислам на логиката опозиција да подржи опозиција, зашто не велам непријателот, меѓутоа оној кој што е на власт се разбира е политичка мета на останатите. Значи, не повикува на бойкот, не сатанизира, кога велам јас политички, оставија простор за преговори, за договори. Затоа не зачудија некои од псувања. Во политиката морате да оставите простор за идниот ден. Ако не ги мерите зборовите, тогаш многу тешко утре ќе влезете во дијалог. Иако кај нас срамот одамна го нема, меѓутоа мислам дека на овие избори живо сум заинтересирана каква ќе биде оценката. До сега ниту едни наши избори не биле квалификувани како фер и демократски, туку како добро спроведени, како ефикасно спроведени и така натаму. Имаше инциденти, тоа е факт, меѓутоа исто така сакам да честитам на Државната изборна комисија и на целата изборна администрација, бидејќи мислам дека реагираа на време, иако, како што знаете, имаше повеќе инциденти. Што друго сакам да кажам? Немав многу време, признавам, да го следам говорот на господинот Пендаровски, но фатив неколку инсерти. Мислам дека критиката на бојкотот и на обидот да се киднапира избирачкото право или да се субституираат граѓаните, да се одземе нивното избирачко право или да се диригира нивното избирачко право е добра констатација. Еве, јас кажувам дека сум свесна дека изборната кампања и дебатите се веројатно најстрасниот политички процес, но некако во дебатите со него завршивме, да речам, пристојно, најчесто со помош на координаторите, односно добрите новинарки и новинари. Да речам дека таквата оценка има во себе елемент на државнички однос, нешто што не беше многу присутно во овие 30 години во Македонија, зашто државници антиципираат состојби, имаат алтернативи, имаат подготвени одговори, секогаш трагаат по дијалог со опозицијата. И јас тврдам дека, еве, од овој момент овде, но да ги почекаме резултатите, јас ќе се однесувам како председателка на сите граѓани. Тоа значи на сите етнички групи, тоа значи на сите членови на партиите, тоа значи на оние кои не се во партиите, бидејќи не може ниту еден председател, особено не жена, да обединува, да трага по единство, ако држи партиски линии. Значи, портите на моите канцеларии, всушност на граѓанските позајмени канцеларии, се отворени за сите и јас повторувам дека она што го ветив во предизборната кампања во поглед на надлежностите на председателот, почнувајќи од народните канцеларии, па ако сакате преку обраќањата до парламентот, преку личностите во судскиот совет, во Уставниот суд и така натаму, во Советот за безбедност, дека ќе ги вршам само и прво врз основа на стручност и компетентност, се разбира, нема да ја заборавам разноликоста. Ова беше говорот на професорката Билјана, почитувани слушатели. Честитки за незиниот успех, честитки и за ВМРО ДПМН.
сега да го слушниме и председателот на новата влада и на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој навистина направија силен преврат. Македонскиот народ, да не заборавиме, мораме да го подсетиме Мицковски, дека ќе очекува со обете раце резултати. Она досега што беше понижување на македонскиот народ, ќе мораме ние да исправиме сега нашата кичма, која ни беше скршена и бевме парализирани. Да го слушниме говори. Добро вечер на сите, добро вечер на медиумите, добро вечер на присутните во просторијата, оние надвор, тие кои што не следат преку екраните. Добро вечер до македонската јавност. Почитувани мои сопартници, браќа и сестри, со кои минавме низ многу бури и искушенија. Почитувани новинари и медиумски работници со кои бевме заедно на сите настани, митинзи и протести. Почитуван народе на Македонија, кој секогаш ќе имате мојата недлабока почит и пред чија храброст длабоко се поклонувам. Успеавме. 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 Македонија победи. Историска победа на народот. Победи Македонија, која е на македонците, албанците, турците, ромите, србите, власците, бошњаците, на христијаните, муслиманите, атеистите, на гордиот народ, кој покажа решителност и мудрост. Покажа смиреност, но голема активност. Пад на владата во Македонија има причина за тоа. Криминалот, корупцијата, неспособноста, лажните вредности кои ги застапуваа одземената држава, тендерите, непотизмот и уште стотина други последици кои направија државата да страда, а народот да е разочаран. Вечерва конечно се поразени. Поразени се и предавствата, поделбите. Тие стотина луѓе од Демократската унија за интеграција и СДСМ, кои мислеа дека се господари на нашите животи. Ни денес ги боли главата, има и зошто. Се одговараат до последниот. Секој кој направил криминал и спровел корупција мора да има одговорност, која што ќе се темели на правда и закон. Поразен е и бојкотот на Демократската унија за интеграција. Ова на наш Добро. Ова е делот, ова е само дел од говорот на новиот премиер на Република Македонија, господинот Мицковски, кој нормално дека за да биде премиер треба да состави влада, но како што реков, преголема е одговорноста кај Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН со 58 пратеника. Тука се знам со 6 можат секогаш да имаат мнозинство. Левица која не верувам дека ќе влези во составот на владата, ќе остани како опозиција заедно со СДС и заедно со ДУИ. А да го слушниме сега Стево Пендаровски, катастрофално поразен, почитувани слушатели, почитувани македонци. Таков пораз и да не го признае поразот, мислам навистина е срамно.
Еве да го слушнеме што вели. И немам намера подетално да ги образлагам. Сакам согласно резултативе кои ги видовме до сега, да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во останите 4, односно 5 години. Мојот концепт за мултиетничка Македонија, целосно интегрирана во евроатлантските структури, денес, за жал, не доби мнозинска поддршка од граѓаните. Меѓутоа, јас сум длабоко уверен дека само таква Македонија може да биде просперитетна и демократска држава. Во таа смисла, мојата совест е мирна. Не сум сигурен дека совеста им е мирна и на оние кои, тргнувајќи од теснопартиски и лични политички интереси, денес ефективно спречија и илјадници наши граѓани да го земат второто личе и да гласаат и на претставителските избори. Мислам дека значено би ги одзема шансите да бидам рамноправен натпреварувач. Значи, стотици илјади наши граѓани беа оневозможувани систематски, на организиран начин, да земат второ личе. Јас сум убеден, како што реков и по првиот изборен круг, дека оние 330.000 гласови кои отпадна, 5 кандидати кои отпадна од првиот круг, дека се далеку поблиску до мојот политички концепт за ваква Македонија за која се залагам. Не само во изборна кампања, туку целиот мој живот практично, дека се поблиску до мене отколку до концептот кој го заговараше против кандидатката. Меѓутоа, повторувам, од за мене непознати причини верувам од теснопартиски интереси направија таква калкулација и на организиран начин ги попречија луѓето да гласат и за претседател. Со тие претпоставени стотици, многу над стотици илјади гласови, трката ќе беше далеку понеизвестна. Не ги добив гласовите по анализа првична што ја направивме и од албанската опозиција, бидејќи тие имаа сличен пристап кон своите гласачи. Неколку мина видни функционери гласа и зема величи, меѓутоа според она инфо што јас го имам, најголемиот дел и од нивните гласачи, веројатно калкулирајќи утре да се најдат во следната влада предводена од ВМРО ДПМН, постапија многу слично на гласачите на ДОИ. Една од моите главни заложби кои ги повторувам по 10 пати дневно со било кого да се среќам како претседател досега е дека мораме да направиме пристойно место за живење за сите, а особено за младите генерации, за вашата генерација, сте прилично помлада од мене. Наместо да ги лажеме луѓето дека имаме алтернативни планови за кои никој не знае во кој фази ќе оди, кој меѓународен фактор ќе ви даде поддршка и колку години, односно децении ќе трае. Мојата изјава значеше и значи дека на нашите граѓани морате целосно транспарентно да им кажете која е иднината, наместо да ги гледате во очи и да ги лажете, дека ви имате подобар план. Ова се должи на тоа што ова политичка гарнитура донесе неколку историски одлуки за Македонија. Главна е со одлуката да влеземе во НАТО алијансата, што е апсолутно нешто рамно на според своето стратешко значење на референдумот за независност и отварање после 17 години на преговорите со Европската унија, кои долги, мачни и бара компромиси во двата случаи. Тоа внатрешната политичка опозиција во ликот на ВМРО ДПМН го искористи и започна со една невидена националистичка реторика, која ја почна од пред 3 години и ја тера до ден денес. Мојата политичка програма, тоа е политички приоритет број 1. Да се нападне оваа политичка гарнитура дека ги издала македонските национални интереси наводно. Во тие два договори нема да најдете ни една точка, ни една запирка во која пишува дека ние не сме македонци кои говорат македонски јазик. Не би било добро јас да зборувам, не сум меродавен, не сум член на ниједна политичка партија и тие би требало да кажат зошто политичката кондиција ја изгубија, освен овие неколку работи што ги набројав, ги изгубија и поради евентуално лоши кадровски и некакви други политики кои ги спроведуваа во изминативе 5, 6 или 7 години. Има лидерска смена во меѓувреме, меѓутоа добро е и поранешното и сегашното раководство нивно да каже кои се причините за нивниот, ако не се лажам, најслаб партиски резултат во историјата на плурална Македонија. Пендаровски, почитувани слушатели, еве, како што слушнавте, не го признава поразот, односно честита, меѓутоа смета дека му биле одземени овие неговите гласови со лажење или со манипулирање,
Меѓутоа заборава она што кажа дека не направиле национални предавства. Само да подсетам, јас бидејќи гледам ме следат и на социјалните мрежи, меѓутоа и понатаму ќе се гледа ова наша радио емисија. Имаме уште 10 минути. Од Преспанскиот договор член 7 се откажа од македонците во соседна Грција. Таму не постојат македонци со член 7. Таму се елини од античко време па до денес кои зборуваат елински јазик, кои имаат елинска култура, традиција, обичаи и така натаму. Исто така се откажа од историското име на Македонија, со што неминовно ќе дојде до бришење на идентитетот македонски. Вие се обидовте Пендаровски и овај Мисирка, Ќурка, како го викате, Димитар Ковачевски, па и Зоран Заев, лажот, брусевте сонцето дури на шахтите, безстрамно и толку безмилосно ја уништивте Македонија и пак велите дека вие направивте многу јаки, силни одлуки. За вашите силни одлуки добивте затоа многу силни, јаки резултати. Затоа добивте само 150.000 и затоа добивте само 18 пратенички места, најмалку во историјата на СДС, со која треба да се горде и таа со АСНОМ и треба да биде на чело, да ги брани АСНОМските постулати и одлуки. Тие први го предадоа АСНОМ и борците, и Ченто, и Чентовци, и сите македонски партизани, па и линденци. И сега и безстрамно зборуваат дека му ги украле гласовите. Кој ти ги украде гласовите? Па народот македонски беше измачен овие 7 години, не знаеше 8 години каде да го фати. Ајде да го слушниме овај Ќурка, како го викаат, меѓутоа ние по битовски велиме Мисирка. Граѓани, да им честитам и да им се заблагодарам за успешниот изборен ден. Македонија имаше фер и слободни избори согласно европските стандарди и тоа е огромен исчекор кој е резултат на атмосферата, на слободата на медиумите и на мирот и стабилноста која воспоставивме во изминатите години. Ја честитам изборната победа на нашиот политички конкурент ВМРО ДПМН и нејзиниот председател Христијан Мицкоски. Честитам на изборот на сите 120 пратеници во Македонското собрание и посакувам да имаат успешен мандат во интерес на македонските граѓани и европската иднина на државата. Го честитам изборот на Гордана Силјановска-Давкова за председател на Републиката и се надевам и посакувам дека функцијата ќе ја извршува во согласно со дадените уставни овластувања и евроатлантската посветеност и обврски на државата. Им благодарам на нашиот кандидат за председател Стево Пендаровски, како и на поддржувачите на СДСМ кои покрај големиот пораз во првиот круг достоинствено излегува на изборите и овозможија да се постигне цензусот за избор на председател. СДСМ повторно покажа државотворност и одговорност од 100 пат. Најлесно беше по толку лажни обвинувања и напади од ВМРО ДПМН да не го мобилизираме нашето членство за гласање на председателските избори. Но не паднавме во таа замка. Покажавме дека Македонија ни е поважна и секогаш ќе биде така. Денешниот резултат е разочарувачен. На СДСМ му е зададен тежок удар. Не само од граѓаните, туку и од симпатизерите и поддржувачите на партијата. Во наредниот период детално ќе ги анализираме овие резултати. Секако, во наредните месеци ќе треба и посериозно и подлабоко да го најдеме изворот и причините за овој поразителен исход. Ова е дел од изјавата на Димитар Ковачевски. Почитувани македонци, остануваат уште 4-5 минути од македонската радиопрограма. Јас уште еднаш сакам да повторам, да кажам дека радоста помина сношти, се гледаат резултатите, високи резултати, катастрофален пораз на предавниците. Меѓутоа, вашата обврска сега е крајно голема. Она што го ветувавте и за македонците, за македонскиот идентитет, за бугарскиот договор за добрососедство, па и она анексот што беше со Франција,
Преспанскиот договор. Не знам Преспанскиот договор дали сега ќе го сметате за завршена работа или пак дека со они го нема да се занимавате. Но македонскиот народ очекува и со Преспанскиот договор да се занимавате, затоа што македонците во соседните држави се обесправени и со Преспанскиот договор и со Бугарскиот договор. А еден народ кој нема малцинства во соседните држави, тој не може да постои како народ, како македонски народ. Тоа го имаат грците, тоа го имаат србите, тоа го имаат албанците, тоа го имаат и сите народи во светото. Исклучиво го немаат тоа држави како што се Австралија, нови држави или нови народи, но сепак и тука ние повеќе слушаме Australian people, Australian nation или Americans, American nation, американската нација. И замислете дека ако некој се лути на американците, може да се лутат и аргентинците, и чилијанците, и бразилците, и канаѓаните, бидејќи тие се два американски континенти кои како нација, како народ го имаат земено Соединетите американски држави. Од тука, почитувани нови пратеници кои веројатно ќе ви биде и тешко сега да составите власт, и владата ќе ви биде тешко, бидејќи барањата на Изет Меджити, на Таравари и на онај Африм Гаши која пееше химната на Албанија во собранието на Македонија, нема да бидат ништо помалку ригорозни и порадикални ќе бидат од барањата на Али Ахмети. Наместо албанските политичари да се сконцентрираат на подобро утре на албанските фамилии, на македонските фамилии, на македонската нација, на сите, да се обезбеди правда, да се обезбеди судство, да се обезбеди здравство, да се обезбеди образование, да се обезбеди земјоделие, индустрија, туризам и така натаму, запнале тие ќе федерализираат Македонија, не баре ќе пикнат во гробот. Најдоброто што можете да го направите, нашата порака одовде од Австралија е да се остават тие политички црнила на албанските политички партии кои на национална основа добиваат пратеници. Туку да се земи лопатата, да се сработи нивата, да има плод, да има од што да живее народот во Република Македонија. Многу е важно тоа, почитувани нови пратеници, почитувана нова влада, почитувана нова председателка. Тие се најосновните работи. Меѓутоа, паралелно со тоа, македонските национални интереси се исто така равноправни, паралелни со економските и индустриските и така натаму. Животот во Македонија мора да оде понатаму. Меѓутоа, вие сега сте тие на кого ви е дадена обврската. Вие како пратеници, пратени сте во собранието да ги исполните барањата на македонскиот народ или македонската нација. Друг избор немате. Во следните избори ќе бидете казнети. Сега, во овие моменти, во наредните години, неколку години, ВМРО-ДПМН има председателската власт, ја има собраниската власт, ја има извршната власт, ја има и локалната власт. Значи, сите власти се е во рацете на ВМРО-ДПМН и на тие што кои ќе коалицира. Затоа овде прстот на умот и во оние соби, во оние канцеларии каде што играја дуи, фудбал, кошарка и така натаму, таму треба да се решава судбината на македонската нација, судбината на македонскиот народ, судбината на Македонија. Македонија не смее да го изгуби историското име Македонија. Македонија мора да си го врати своето историско милионумско библиско име. Почитувани мои македонци, до слушање од мене Ицо Најдовски, се најдобро и да се надеваме дека ќе имаме добра иднина.